која е таргет групата, кои се нивните интереси, преку кои канали може да се продава најдобро, како да стигнеме до крајниот потрошувач најдобро. Не би со тоа што за да еден бренд добро продава, да има еден добар имидж, да има еден добар статус и добра целна група која постојано ќе купува, мора да е постојано присутен. Дигиталната трансформација е клучна. Во следниве неколку години, доколку компаниите не решат да преминат кон дигитализација, многу од нив ќе згаснат. Добар ден и добре дојдовте во третата сезона на Кариера МК подкаст На каде одиме. Моја огромна чест и задоволство е да најавам денешната гостинка Магдалена Аневска, маркетинг директор во Nova Solutions. Магдалена, добре ни дојде. Добре ве најдов Ружица, добре дојдов во Кариера МК, драго ми е за денешната покана и што сум тука. Се надевам дека ќе имаме еден пријатен разговор кој одново и одново ќе биде гледан како на вашите социјални медиуми, така и на YouTube каналот. Се надевам и јас. Ајде малку за тебе, за твоите почетоци, твојата кариера во маркетингот, што е она што те привлече првично и кога свати дека ова е вистинскиот пат за тебе? Така. Па, уште во средношколските денови знаев кон каде се движи иднината, па од тие причини избрав да студирам информатички технологии. Покрај тоа што имав афинитети за различни области. Со оглед на тоа што маркетингот од секогаш бил нешто интересно за мене, најпрво размислував како големите брендови се задржуваат на број 1 позиции, како продаваат, како ги привлекуваат потрошувачите, што е клучно за еден бренд да продава добро, да има добра комуникација и на крај на краиштата да обезбеди еден продукт или услуга кој ќе ги задоволи потребите на крајниот корисник. Еве, велиш за брендот. Кога на пример креираш кампања за социјалните медиуми, што е оно што е важно за истата да биде ефективна и нели со тоа да ја зголеми претпознатливоста на самиот бренд? Така. Кога размислуваме за еден бренд или кога е потребно да се направи стратегија, најпрво разгледуваме дали е потребно да имаме краткорочна или долгорочна кампања. Ја согледуваме визијата, мисијата, целите на компанијата и потребата од типот на кампањата. За да една кампања биде добра, треба нормално да се види која е таргет групата, кои се нивните интереси, преку кои канали може да се продава најдобро, како да стигнеме до крајниот потрошувач најдобро, дали цените што се нудат прифатливи за таргет групата. Па има еден тука голем сплет на околности што добро треба да се изанализира, тоест да се направи едно добро истражување пред да се активира било каква кампања. Зошто според тебе, еве, првиот впечаток, зошто е важен првиот впечаток на социјалните медиуми за една компанија? Кои се најчестите грешки на компаниите при платени кампањи? Како да се намалат, како да се избегнат, би рекла? Некој твој совет? Грешките? Грешките, да, при создавањето на paid ads. Така. Најпрво би одговорила на прашањето зошто е еден бренд добро да биде присутен на социјалните медиуми или општо на интернет. Во Македонија кај нас најприфатливи се рекламите и највидливи на социјалните медиуми, но не би ги занемариле ниту Google Ads, ниту YouTube Ads, ниту постоењето на вебсајтовите како алатки за промоција и продажба. Со тоа што за да еден бренд добро продава, да има еден добар имидж, да има еден добар статус и добра целна група која постојано ќе купува, мора да е постојано присутен. Присутен на социјалните мрежи не само заради првиот впечаток, туку заради постојаниот впечаток. Бидејќи на социјалните мрежи одново и одново секојдневно не заследуваат нови потрошувачи, па сметете дека ние одново и одново треба да се докажуваме колку сме добри, вредни, посветени, каков квалитет нудиме. Тоа треба да биде одржливо, значи. Апсолутно одржливо, така е. Додека врзано за грешките кои може да се случат со платените реклами на социјалните медиуми, би рекла дека ги има повеќе. Најпрво би се повикала на тоа дека треба да се следат политиките на Мета како компанија, кои што постојано се менуваат, законите се менуваат. Освен тоа, имаме стандарди како формати на содржината која се објавува, па да речеме добро таргетирање на интересите на целната публика, одредување на
буџет кој треба да биде нели право пропорционален, колку повеќе вложуваме, Точно. толку подобри ефекти добиваме. Од друга страна пак за грешки ги има значи многу повеќе со лошото таргетирање, но и за да биде добро видлива рекламата, па да речеме наспроти грешките, што е тоа позитивно што би можело да ја крене видливоста, е да се почитуваат форматите, да нема 20-30% текст на самата содржина, бидејќи тоа ја намалува видливоста. Значи да биде малце пократок текстот на самата објава. Инволвирана внатре во видеото или на графичкиот дизајн на визуелите кои се објавуваат. Самиот Инстаграм и Фејсбук нели се сестрински компании, меѓутоа постојано прават промени. Промени кои мора да ги следиме. Да речеме еден бренд што продава суплементи. Не може да каже дека некој продукт лекува. Лекува е забрането да се користи. Или пак не можеме да пуштиме спонзорирани реклами за алкохол, за облажувалници, без да побараме дозвола од Мета. Откако ќе се побараат тие дозволи, тогаш веќе е одобрено, но доколку сами на своја рака користиме одредени термини, може да биде нашата страна блокирана, може да бидеме на извесен период, да кажам, може би месец дена оневозможени да објавуваме било каква содржина. И како приватен профил, лицето што ја води страницата може да има оневозможен пристап месец дена, но и самата компанија. Од тие причини советувам и секогаш секоја компанија да има заштита на трговска марка, за кога ќе дојде некаков случај на блокирање на страните, да може да се повика на таа документација која Facebook и Instagram ја бара. Би сакала да знам малку за твојот тим. Како го организираш својот тим, процесот на работење, колку е важна комуникацијата помеѓу вас од едната страна и клиентот заради нели исполнување на маркетинг целите кои што се зададени за самиот клиент? Така. Па сметам дека клучна е комуникацијата помеѓу тимот, но и помеѓу клиентите со нас. Мојот тим е исклучително фантастичен и креативен, морам да го пофалам пред се. Често имаме состаноци, користиме различни алатки за да можеме да си ја овозможиме лесно комуникацијата, бидејќи дел од нас работат канцелариски, дел работат ремоут, така да немаме никаков проблем во однос на комуницирањето, поучени од ковид ситуацијата. Точно, да. Нели тогаш тоа беше предизвик, но сега веќе не, научивме сите како да комуницираме и соработење од дома, со тоа што освен алатките имаме и различни апликации кои ги користиме за да ни го олеснат работењето и да немаме грешки нормално и недоразбирање во однос на нашето работење. Додека кога комуницираме со клиентите, сметам дека треба да е што е можно почесто, за да знаеме што клиентот сака, кои се неговите очекувања, а од друга страна што ние ќе нудиме како свежа содржина во идниот период, за да направиме на квалитетна промоција, нели што ќе ги издигне на едно повисоко ниво, а на крај на криштата ќе донесе нели изголемување на продажбата кај брендовите. Кај самиот клиент. Така е. Покрај ова што ми го сподели, дали постои некоја друга пасија, некој друго поле на интерес во моментов кај тебе? Да. Од неодамна веќе 2 месеци посетував обуки од Агенција за претприемништво на Република Македонија. До крајот на годината треба да станам и сертифициран ментор за поддршка на мали и средни бизниси. Тука сметам дека многу ќе можам да помогнам на нашата економија и на тоа како бизнисите добро ќе се развиваат. За малите бизниси кои се стартапи ќе имаме поддршка во период од 6 месеци, како и за големите компании кои што се функционираат повеќе од 3 години, со тоа што би помогнале како да се соочат со секојдневните предизвици кои ги имаат, како да го подобриме нивното работење, како да станат покомпетентни на пазарот, како да се шират повеќе надвор во однос на продажбата, а освен тоа, ова менторство за нив ќе значи и поддршка од аспект на консултации, совети и се што за нив ќе биде корисно, ние ќе споделиме. Работиме според јапонска програма на JICA од Јапонија. Всушност и пред 15 на години е дојдено на Балканот овој начин на учење и поддршка на бизнисите, прифатено од страната на Македонија.
помага нели во развојот на бизнисите не само да функционираат на краток рок, туку и на долг рок, од причина што малите бизниси се срцето на економијата. Јапонците велат дека колку повеќе мали бизниси има, толку е подобро за економијата, бидејќи економијата се развива и расте. Нели не треба да имаме монопол само. Точно. Тоа е тој дел што мене ме исполнува и што сметам дека во иднина после моето сертифицирање ќе го работам многу добро и сметам дека секоја компанија што ќе дојде нели под моја закрила, јас ќе можам да ја кренам на што е можно по високо ниво да функционира и да расте од ден на ден. Би сакала да знам, предавањава ги држат јапонци, мислам поврзани со оваа институција што е прифатена од македонското законодавство? Да, во рамките на JICA, мои ментори, мои учители, да речам, беа луѓе од Србија, луѓе од Македонија и луѓе од Јапонија. Многу од искуствата што ги научиле менторите во Јапонија, несебично ги споделија со нас, додека учевме, но од друга страна па и нели јапонците како нација го споделија нивниот начин на размислување, начинот на кој функционираат нивните компании, како тие работат, како може да се стигне до еден успех и како со одредени алатки можеме ние правилно да го работиме она што сакаме во една компанија да се работи. Нели сите си имаме некој свој начин на работа, меѓутоа кога некој ќе ни каже нешто подобро, тогаш не охрабрува да го имплементираме и да ги искусиме добрите нешта од она што тие го вовеле како еден стандард. Работата е по стандард и носи резултати што никој не може да ги замисли. Значи, го гледаат, го менторираат работењето и повисоки луѓе од менторите, нели да видиме дали правилно се работи, дали сме на добар пат, дали е тоа што треба да биде во однос на очекувањата и на јапонците и на нели нашите од агенција за поддршка. Се што би можеле да направиме за добробитот на компаниите и за нивниот развој, сметам дека би дале наш максимум како дел од тимот на менторите. Одлично. Би сакала да знам, колкава и дали воопшто постои предност на вештачката интелигенција во поглед нели на она што вие го работите и колку дигиталната трансформација представува предност во денешното време? Да. Дигиталната трансформација е клучна. Во следниве неколку години, доколку компаниите не решат да преминат кон дигитализација, многу од нив ќе згаснат. Дигитализацијата може да подразбира од електронски документи, од изработка на веб страници, постоење на социјалните медиуми, можеби електронски каталози во онлайн форма, значи се што водење на сметководствени системи, се што би можеле да дигитализираме ќе биде предност. Секоја компанија ќе биде во предност ако реши да оди кон дигитална трансформација. Додека вештачката интелигенција, која е релативна новост, сметам дека е позитивна доколку ја познаваме, доколку ја користиме во своето работење. Ние во нашата маркетинг агенција веќе ја користиме, веќе користиме различни типови на алатки кои ни го поддржуваат и забрзуваат процесот на работење. А од друга страна ни даваат еден буст да станеме покреативни, да добиеме нови идеи. Согласно нели се договараме и со самите клиенти, кажуваме можеме да речеме сакате да ви понудиме пакет што е помогнат со вештачка интелигенција, сакате да имате пакет што е исклучиво од луѓе изработен, значи веќе го имате инкорпорирано како artificial intelligence во самите пакети ваши кои што ги нудите. Така е, дури мислам дека и ние сме први што лансиравме еден како тутор ChatGPT за една од компаниите EduFront. Тоа е нели платформа каде што може секој да пристапи и да добие информација за било која компанија нахранета со информации. Да речеме, EduFront е образовна институција со ученици која нуди различен тип на обуки. Оваа платформа е нахранета со информации за тоа на која возраст децата можат да се запишат, која е цената, колку долго трае курсот, каков тип на обуки има.
Па сето ова си еден генериран разговор со вештачка интелигенција што многу наликува на природен. А од друга страна имаме и аудиоверзија со која може да си разговарате исто како симулација на телефонски разговор, ги добивате сите информации многу лесно, без да пишувате, да се јавувате по телефони, олеснете начинот и од оваа страна се скратува времето за одговарање на пораки на компаниите. Дури и не мора да ангажираат некоја компанија или некое лице физички да стои да ги одговара пораките. Толку е автоматизиран процесот што самиот бот генерира одговори во наше име. Значи, одговорите се со најсофистициран одговор, 99% точни, согласно на што ние ќе го одговориме како самите ние, како личности. Спомена дека е важно да компаниите нели се насочат кон вештачката интелигенција, кон дигитална трансформација, но на пример, што е со оние компании кои што се уште се песимисти, да речам, на оваа тема или кои што воопшто немаат онлайн присуство. Што е со нив? Овој тип на компании од старт ќе кажам дека ќе бидат уназадени. Да не постоиш во интернет просторот значи дека исто како да не постоиш никаде. Многу е подобро да формираш еден онлайн бизнис, па потоа да го збогатиш со физичко присуство, наместо обратно. Бидејќи денес многу повеќе функционира онлайн продажбата, онлайн присуството, луѓе си се генерално 24 часа си пребаруваат содржина, си истражуваат, си купуваат. Ако еден бизнис е онлайн присутен, значи дека немаме ограничено време на работење, а од друга страна сме низ цел свет присутни, секој може да купи од нас, имаме неограничен пазар. Големината на бизнисот секогаш може да порасне ако се одлучиме да сме онлайн присутни. Една мала компарација би сакала да ми направиш. Например, пазарот во Македонија, работата во Македонија споредбено со другите европски земји или еве светот. Која е најголема разлика која би ја издвоила и што е тоа што можеме да го научиме од истите? Па една од поголемите разлики е што сметам дека нашата земја не секогаш е подготвена да прифати некои новитети или некои алатки, еве на пример на тема ни беше вештачката интелигенција. Во другите земји е веќе стандард, а кај нас допрва се учи. Меѓутоа, еден многу добар чекор направи Министерството за образование што го воведе предметот вештачка интелигенција. Сметам дека тоа ќе не внесе во цел овај тренд и дека и ние ќе станеме еден ден компетентни и постојано ќе се надградуваме и ќе имаме желба за учење согласно трендовите кои во светот се движат. Некој можеби посебен проект да ми споделиш кој што сте го имале во вашата работа за да направиме некоја разлика, еве можеби Европа или пак негде дека во Америка, доколку сте имале некаква имавме во Америка последен проект, изработка на глобален веб-сайт кој продава мача продукт, баш и тоа е еден тренд и кај нас што од оваа година почна да се продава, така. Исклучително се отворени како пазар, имаат други сметководствени системи, послободни се луѓето кои купуваат и поотворени се да испробаат нешто ново како што е продуктот за мачата. Разлика од... Значи истото би го рекла и со се што е ново. Добро е и ние да испробуваме нели нови нешта, нови искуства, да видиме како функционираат нештата и да не се плашиме од она што допрва доаѓа во иднината. Колку поотворени сме за нови нешта, толку повеќе ќе напредуваме. И за крај би сакала да те прашам на каде одиме, можеби да споделиш лично за себе како личност, во која насока би сакала да продолжиш да се градиш, можеби за твојата компанија или пак за светот, на каде одиме? Да. Па јас би рекла дека иднината е дигитална, неминовно го мислам тоа. Факт е дека се гледам во оваа професија, зашто таа е иднината, интересна е, исполнителна, има можност за креативност, што мене многу ми значи, јас сум уметничка душа, можам да се изразам лесно низ дизајни, низ комуникацијски стратегии кои подразбираат креативност и на крај на краиштата сметам дека сето ова што го носи технологијата е современото нешто што
ќе го карактеризира овој век. Магдалина, ти благодарам за овој инспиративен разговор и што ни покажа како се води со визија. Ви благодариме и на вас. До следна инспиративна приказка.